Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро од студиото на Радио Глас на надежда. Еве не денеска повторно заедно и отпочнуваме ова работна седмица. Денеска е понеделник, 27. јуни. И ова емисија би ја започнала со една убава мисла. Семето што го сееме денес, го пределува плодот што ќе го береме утре. Нека и во овој ден посееме нешто добро, за да пожнееме добро во наредниот период. Животот е исполнет и со добри и со неубави моменти, но сепак ете од наша страна ние да шириме позитивна атмосфера и во овој понеделнички ден. И ова емисија ќе ја започнеме со една христијанска песна, потоа ќе се вратиме да ги проследиме сервисните информации. Одиме со песна. Знам за едно право место, gde srećni bit će svi, koračat ćemo zlatnim putem, puni ljubavi. Nebo će biti za nas večni dom, a ruke ćemo pružit večnom spasu svom. Ja čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje sled, i bit ćemo zajedno ti i ja. Moje srce kuca tiho i čeka na tebe, tvoje reči tako su blage, zagrli me. Nema više vremena, povedi me ti u kraljevstvo tvoje, gde smo večno slobodni. Ja čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje zle, i bit ćemo zajedno, zajedno, i bit ćemo zajedno, o ti i ja. I bit ćemo zajedno, o ti i ja. Продолжуваме со нашата програма, почнуваме гледачи да ги проследиме сега и сервисните информации. Што се однесува до утринската програма, кога зборуваме за временската прогноза, за денеска ги имаме следниви информации.
Imаме сончево и топло со мала до умерена локална облачност, попладне има услови за ретка појава на краткотраен пороен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Денеска UV зрачението ќе биде 8, значи високи 8, затоа да се чуваме од сонцето, односно да не се изложуваме директно на сончевите зраци. Денеска сонцето во Кавадарци изгреа точно во 5 часот, а истото ќе заиде во 20 часот и 10 минути. 178 ден во годината или 187 дена до крајот на оваа календарска година. Веќе рековме каква ќе биде температурата, односно временската прогноза. Температурата ќе биде од 13, односно од 12 степени до 37 во јужниот дел на нашата република. Тоа е Гевгелискиот регион, каде што ќе се искачи температурата од 20 до 30 степени, односно до 37. Во Теквишијата ќе биде до 35 високи, ќе имаме, значи, висока температура. Во Пелагонија нешто пониска, од 15 до 32, во Охридскиот од 15 до 31 степен. Потоа во Скопскиот регион исто ќе биде доста топло, од 17 до 34, Берово најсвежо, 29, исто така ќе биде свежо и во западните делови од 13 до 26 степени. Што се однесува до утрешната прогноза, ќе биде слично и за 1 степен повисоко во Гевгелискиот регион, но за тоа ќе ја следиме прогнозата во утрешниот ден, но сепак, значи, лето е, влеговме во летниот период, почитувани гледачи. Што се однесува до Автомотосојузот, информациите се следниви, дека сообраќајот се одвива по државните патишта непречено по суви коловози. АСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со моторните возила, особено на патните правци кои поминуваат низ котлините и речните долини, а такви ги има на патот Скопје-Катланово, Маврово-Дебар-Струга, Виница-Берово, Кочани, Делчево и така натаму. Бидејќи е топло, жешко е, а фреквенција веќе се повеќе имаме на нашите патишта, внимавајте, почитувани гледачи, на сообраќајната сигнализација и управувајте внимателно со вашите моторни возила, односно патувајте навечер или рано наутро да ги избегнете овие горештини. Да видиме сега, да ги видиме камерите, односно премините на нашите државни граници. Еве, ќе одиме до Богородица. Тамо немаме, према ова што го гледам, нема гужва. Понатаму на наплатна станица или рампа Гевгелија исто нема гужва. Граничен премин Табановце воопшто нема гужва, интересно, еве, ниту за влез, ниту за излез по некој автомобил, тоа е сосема незначително, значи немаме гужви. Сега се отвори камерата на Богородица за излез од Македонија, имаме неколку колони, значи за влез во Грција имаме овде колона на автобуси и 3 колони, малце се поприлично долги, на автомобили кои излегуваат од Македонија и се опатени кон Грчкото море, а за влез во Македонија скоро нема ниту еден автомобил. Што се однесува до граничниот премин Деве Бајер, исто овде според камерите што ни дават ова слика, нема ниту за влез, ниту за излез од нашата земја, значи нема воопшто гужва. Миџитлија, Битола, Лерин, исто нема гужва, освен тука 2-3 камиони кои се упатени кон Грција, очигледно тие носат руда, но како е да нема воопшто гужва. Ќафасан, граничен премин Македонија, Албанија, исто нема никакви автомобили на граничниот премин. Што се однесува до наплатните станици, на автопатиштата, според ова што ми го покажува Автомотосојузот на Македонија, нема никакви задржувања, значи ако патувате, немате пречки на границите и на автопатиштата. На денешен ден, почитувани гледачи, еве што се случило, значи денеска е 27 јуни, имаме доста
istorijski zapisi, no jaz ke vi prenesam samo jedan del od njih. Na današnji den 1743 godina vo vojната za австрийското наследство британскиот крал Джордж II, како последен монарх на Велика Британија кој ги предводеше трупите во битките кај Детенген, ги поразил французите. На денешен ден, 1846 година, роден е ирскиот политички водач и национален борец за автономија Чарлс Стујарт Парнел, кој воведе нови методи во борбата против англичаните. На денешен ден, во 1858 година, со мирот во Тенцин завршила кинеско-англиската војна. Кина била принудена на англиските бродови да им отвори своји пристаништа и да ја легализира трговијата со опиум. На денешен ден, 1916 година, во Берлин, под обвинение дека ги организирал демонстрациите во Берлин, пред суд е изведен Карл Липкнехт, еден од основачите на Комунистичката партија на Германија. Бил осуден на 4 години затвор, од кој што никогаш не излегол. Овој водач на германскиот пролетаријат бил зверски убиен на 15 јануари 1919 година. На денешен ден, 1941 година, во селото Ростуше, Гостиварско, е роден Нијази Лимановски, основоположник на културно-научната манифестација на македонците муслимани, доцент на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Во 1946 година на денешен ден министрите на надворешни работи на Советскиот сојуз, на САД, Велика Британија и на Франција одлучиле на Грција да и припаднат Дедекенските острови во југоисточниот дел на Егејското море, вклучувајќи го и најголемиот Родос, кој од 1912 година бил под италијанска колонија. Во 1944 година сојузничките сили на Втората светска војна го зазеле францускиот град Шербур, важно пристаниште на Ла-Манш. Во 1976 година на денешен ден генералот Антонио Рамаљо Јанес е избран за председател на Португалија на првите председателски избори. На денешен ден, 1977 година, официјално престана да постои прекоокеанската територија Афар и Иса, која станале независна република Џибути, држава во североисточна Африка. На денешен ден, 1995 година, Република Македонија и Монголската Народна република воспоставиле дипломатски односи на ниво на амбасадори. На денешен ден, во 1998 година, во земјотресот на подрачјето на турскиот град Адан загинале најмалку 120 луѓе. На денешен ден, 2000 година, според извештајот објавен во седишето на Обединетите нации од СИДА, до тога ширум светот починале 19 милиони луѓе. Значи, до 2000 година, а сега сме 2022. Замислете колку луѓе умираат од ова страшна опака болест. На денешен ден, 2002 година, Русија станала полноправна членка на ексклузивниот клуб на најразвените земји во светот. Еве, тоа беа ови извештаи за настани кои се случиле во текот на минатото на денешен ден. Би сакал, еве, од сега ќе ви пренесам информации за курсната листа, почитувани гледачи, може би ќе патувате, може би имате потреба да промените девизи, па еве, ќе го земеме сега средниот платен промет, односно курс на Народна република Македонија. Значи, средниот курс за еврото е 61,69 дени. Американскиот долар е 58,62 дени. Велика Британија фунтата 71,93. Значи, овај средниот курс некаде се продава по 73, така натаму, но јас ви го пренесувам средниот курс. Швајцарскиот франк 61,25. Еве уште две валути кои верам се интересни за вас. Канадскиот долар 45,176 дени и
австралски од долар 40,46 дени. Ете, тоа е курсната листа, значи од 25 денеска сигурно ќе биде обновено, но тука се движат, значи, овие валути. Кога ги минувате во денари, секако, бидејќи не може да платите вие кои доаѓате од странство во Македонија со странска валута, ќе морате да ги промените во денари. Еве, почнуваме гледачи, тоа беа почетните сервис информации, сега одиме со песна и потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Ono vrijeme kad je tu na zemlji bio radosti i sreće, svoju ljubav dao je svakome, pa Isuse svoje zbog mene je lio. I na kraju život radi ljubavi dao je. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, gdje nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Znam da uskoro će Isus opet doći, zapjevat će mnogi, klicati u slavu Bogu svom, i sa njime tada želio bih poći, tamo gdje mi sprema svoj nebeski vječni dom. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, gdje nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Da zauvijek gledam to lice njegovo. Еве неповторно во живо, почно гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на Надежта. Пред да поминеме на следнава рубрика, би сакал да ве поздравам сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма, без разлика дали сте од Македонија, Европа или во прекоокеанските земји. Би сакал само да ви пренесам информација за следењето на нашата последна емисија, што беше во петок. Еве, според ова што Facebook ми го дава како информација, најмногу гледачи сме имали од странство во централна Србија, потоа секако Кавадарци, Чаир, Војводина, Република Српска, Велес, Босна и Херцеговина, Калифорнија. Еве, поздрав до гледачите во Калифорнија, Штип, Прилеп,
po državi sekako najmnogo Makedonija, potom Srbija, Amerika, Bosna i Hercegovina, Germanija, Hrvatska, Bugarija, Australija, Slovenija, Kanada. To je ono što mi go dava kako presek na gledanost na naša ta emisija koja se održava u petok. Po godišti ili po godini sekako najmnogo dominira ona populacija, gornata populacija na godini, kako što se nad 55, odnosno nad 65 godini. Evo, na primjer, imame nad 65 godini 39 od maške odpol i od ženske odpol 59, a od 55 do 64 imame 41 od maške odpol i 49 od ženske odpol. Svekako i on je nadola kodem je po godini, imame tuka gledači, no najmnogo ne sleda to na postarata populacija, što je normalno, vidjeki tija se budni, nautro porano stanuvat, za razliku od pomladite koji može biti se na rabota ili spijat. Site ste dobre dojdeni i posakuvame dobar prijem na naša ta emisija. Ajde da gi prosledime sega kapke na mudrosta i kratka ta utrinska prikazna. Vo prirodata na čovjeko te da se razvije vo cvet ili korov. Zato na vreme prvo to treba da se poleva, a drugo to da se korne. Žalno je koga se ima sve poveke pari otkoliko da se ima razum. Od uspehot do neuspehot ima samo jedan čekor, a od neuspehot do uspehot ima dolga pateka. Nekoj prašanja jednostavno ne zaslužuvat odgovor. Mirnata voda teče dlaboko. Golemite umovi razgovarat za ideji, prosečnite za nastani, a bezumnite za lugeto. Vistinski od karakter se gleda vo najteškoto. Ono što zboruva, dobro, mislim ga pročitav mi vo minadate emisije, imaš dve uši, jedna usta, zato slušaj duplo poveke, a pomalku zboruvaj. Evo to bija kapke na mudrosta, što neko ili uvijek i zapišale, sigurno do iskustvo, pa ete se pretočeni vo natpis i nije deneska gi spodelivme so vas, počtovani gledači. Sledova kratka ta utrinska prikazna koja nosi naslov Maskirani. Čitame voveden tekst vo mudri izreki, 14. glava, 10. od stih. Se koje srce si je znaje makata na svojata duša. Vo sredinota nam je natio dvek, jedan čovjek došao vo Firenca ka jedan od tamošnjite lekari. Čovjek od griži ne može da spije. Nemal ni apetit za jadenje i se ubidoval da gi izbegnova prijateljite. Otkako lekar od go pregledal, na kraju zaključil deka na pacijentot mu je potrebna zabava, pa mu predložil da otide vo cirkus. Vo toj grad bil postaven poznat cirkus sušte popoznat komičar po ime Grimaldi. To je sekoja večer umel da gi nasmeje posjetitelite do solzi. Moraš da otideš da go vidiš, rekla lekarot. Grimaldi je najsmešnijot i najzabavnijot čovjek, odnosno klovn, rekol lekarot. Ke uspe i tebe da te nasmeje i da te izlekova od tvojeta depresije i od tvojeta taga. Ne, odgovoril pacijentot, mene ne može da mi pomogne nikoj. Znaješ, ja sam toj Grimaldi. Mnogomina počtovni gledači se kako ovoj klovn svojeta slabosja prikriva so na dvorešno maskiranje. Psalmistot za njih veli deka iako se bogati i slavni im nedostasova duhovno razbiranje i ke završat kako životnite. Ova često go gledam i denes. Lugeto samo se preprava deka je nešto, deka im je dobro. Naprimjer, pred kamerite, zad katedrite ili oblečeni vo najobavi obliki, tije se slika na mokita. Da ne se zalažuvame, site sme od krv i meso i bez milosta i silota Božja nije sme samo bespomoćni bednici. Da li imaš i pokažuvaš Božjata sila ili pak nosiš nekakva maska koja prikriva tvojata slabost. Vjerujem deka se prepoznavame i nije počnu gledači, deka i nije sme takvi. Poneko šete imame problem u dušotam, no na dvore što može biti to nego pokažuvame. No kako je da je? Bog može da ni dade sila da se izboreme su site problemi, su site iskušenja, su site depresiji, kako što i ovaj glumec koji gi zabavoval meštanite u cirkusot ili u gradot, no to je bilo celosna depresija, potišten, razočaran i zato otišao da pobara sovet od ovoj psihijatra, od ovoj lekara. To je mu rekao, odi tamo
da se malce zabaviš, da te nasme ovaj glumec Grimaldi, a той rekol, pa ja sam toj, jaz gi zabavam logito, pravam veštačka smeja, no vo dušata sam dlaboko potišten, dlaboko razočaran i dlaboko vo depresiji. Može bi nije pominuvame ponekož vo životot niz takvi segmenti, što je normalno, zašto živeme na jedna grešna planeta, no sepak Bog je tuka pored nas koji može da ni pomogne i da izlezemo ta kal na potištenosta, na neko razočaruvanje i Bog ni dade vnatrešna radost, a sekako ta radost ke se proširi i na onje koji se okolo nas. Eve, to bja kapkina mudrosta i ova kratka utrinska prikazna. Odime povtorno su pesna. Sledova rubrikata Utrinski stih za ova utro. Stih od Gonogijeme vo prvoto poslanje na apostol Pavle do Timoteja, vo 3. glava vo 16. od stih. I po opšto priznanje, golema tajnata na pobožnosta, onoj koji se javi vo telo, beše opravdan vo duhot. Im se pokaže na angelite, beše najaovan među narodite, poverovan vo svetot, beše voznesen vo slava. Kakva li tajna na tajnite? Teško mu je na razumot da go shvati Hristovo to veličestvo. Tajnata na otkupenijeto. Sramni od krst bil podignat, klincite gi probole negovite race i noze, sorovoto kopje gi probolo negovite gradi, sedo srceto i cenata za otkup na čovečke trod bila platena. Otkupenijeto je neprisušna tema, dostojna za naše najdlaboko razmisluvanje. Taja nadminova mokta na svakjanjeto i na najostrumnijot i na naporite na najživata mečta. Koga Isus bi bil denes so nas, bi ni go kažal isto to ono što im go kažal na svojite učenici. Imam ušte mnogo da vi kažem, no sega ne možete da nosite. Jovan 16:12. Isus kopnel na svojite učenici da im ge otkrije dlabokiti i živi v istini, ama nivnata telesnost, nivnata zamaglena, ograničena moki na svakanjeto go onevozmožila toa. Nedostatok na duhoven rast imja zatvara vratata na bogatite zraci na svjetlinata što doagjat od Isusa Hrista. Oni koji vredno kopale vo rudnicite na Božeto slovo, koja otkrile skapocenata ruda vo bogatite naslagi na vistinata, vo božestvenite tajni koji su stoletija bile sokrijeni, ke go izdignat Gospoda Isusa izvorot na sekoja vistina, prikažovajkija svojot karakter, posvetuvačkata mok nono vo koje veruvat. Isus i njegovata blagodat mora da bidat staveni vo vnatrešното svjetilište na srce to. I togaž toj ke se otkrije vo zborovite, vo molitvite, vo sovetite, vo iznesovanjeto na svetata vistina. Tajnata na krstot gi objasnova site drugi tajni.
Во светлината што свети од Голгота, Божите особини што не исполнувале со страв и почит, ќе изгледаат убави и привлечни. Милоста, нежноста и татковската љубов се соединуваат со светоста, со праведноста и со вистината. Посматрајќи го величеството на неговиот висок и возвишен престол, го гледаме неговиот карактер во неговата нежна љубов и како никогаш порано го сваќаме значењето на мило ословување Оче наш. Еве тоа беше соодветниот коментар, почитувани гледачи, на денешната утринска порака, односно утринскиот стих кој го најдовме во првото послание до Тимотија, 3 глава, 16 стих, и по општо признание голема тајната на побожноста. Оној кој се јави во тело беше оправдан во духот, им се покаже на ангелите, беше најавуван меѓу народите, поверуван во светот, беше вознесен во слава. Ова е навистина цела историја на Новиот Завет, односно на Исуса Христа, кој се јави во тело, беше оправдан во духот, се покаже на ангелите, беше најавуван од пророците 700 години однапред неговото раѓање, живот и смрт беше предвиден и на крајот, вели, беше вознесен во слава. Но Исус ќе дојде повторно, повтор пат, во поголема слава, да ги земе сите оние кои денеска веруваат во Него. Доколку и вие сакате, почнувани гледачи, да ја читате Библијата, ние ви нудиме бесплатно и затоа може да ја побарате од нашата редакција. Исто така ќе можете да ја проучувате Библијата по дописен пат, па да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда, емисија која се емитува секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката да ги запознаеме библиските личности. Еве денеска ќе се подсетиме уште еднаш на пророкот Јоне или Јона. Тој е еден од 12-мината мали пророци кои има и своја книга во Стариот Завет. Ова книга има само 4 глави, значи релативно е кратка, може да ја прочитате во еден здив, но интересно, овој пророк живеел некаде околу 800 години пред Христа и еден од еврејските пророци. Посебно е важен зашто има една епизода од неговиот живот која преслика на Христовото воскресение, како тој што бил 3 дена во стомакот на рибата или на китот, тоа е пророштво и за Исуса. Исус бил 3 дена во гробот и потоа воскреснал. Таа епизода од животот на Јона се слави во некои христијански заедници, тоа воскресение. Се работи за Јона кој престојувал во утробата на еден голем кит и неговото избавување од утробата на тој кит. Како што Христос, реков, престојувал 3 дена во гробот и потоа воскреснал. Јона не е важен или значен по два моменти. Престојот во китот 3 дена и 3 ноќи и она што тој го доживел после проповедта во градот Ниневија, што Господ му рекол да отиде, па тој не сакал да оди, отишол на друго место и таму, знаеме, влегол во брод и доживела хаварија, тој брод доживел хаварија и бил исфрлен од бродот во морето и тогаш неле бил проголнат
od toj golemki. To je jedni od del, jedna od epizoda od života na Jone. Međutim, imamo i drug del, a to je koga propovedal, povtorno se vratio pod ocnavu Ninevija, 3 dana propovedal, to je bil grad nekad okolo 120.000 žitelji, se kačil gore na Ridot i se ga očekao da Bog pušti ogan i da bide izgoren cijeli od grad zajedno s žiteljima. Međutim, u međuvreme, veli Biblijata, narodot se pokajal, sami od car naredil post od bebinja i возрастni i životnite postele toj den i Gospod mu se smiloval im prostil. Međutim, Jona koji je bil gore na Ridot, zname što doživel, Bog dozvolil da nikne jedna tikva i tuka ta tikva mu pravila senka. Međutim, Bog puštil crv, pa tikvata ovenela, tikvata brzo raste, no i brzo vene, zašto korenot je mnogo plitok. I ona počela da se srdi, da se nervira i znajeme podosna kakva poraka. I Gospod se soželi zaradi nesrećeta so kojim se beše zakanil da je napravi i ne napravi i go blagoslovi mu se smilova na narodot. A i ona gore preživava na nekoj teški momenti u svoj život i počela da se luti i Gospod veli, Jona, ti se lutiš za jedna tikva koja nesi nije kopal ni sel, a mene kako da ne mi je žal za toliko žitelji u toj grad. I na kraju, možda kažemo da je ova 4. glava kako je dometnata, kako je nekako dodadena, ne evo sklop nove 3 glavi, vi koji ste čitali knjigata na Jone, no imamo interesni porake. Lutiš li se so pravo, Gospod veli, Jona izleze od gradot i sedna na istok od gradot i si napravi tamo kolebe i sedna podneja vlodovinata veka ne vidi što ke stane so grad. Gospod opredeli jedna tikva da se izdigne na Jona i mu praveše senka. I ona sega se luti zato što tikvata ovenala. Koga ogra sonce do Bog opredeli vrel istočen vetar i sonce to ja vžeštuvaše Joninata glava. Dupla dozi imao temperatura i ona odnatre, a i odnadoro džeško to sonce. I sad gledajte što veli. Posaka su sveta duša da umri, reče, podobro mi da umrem otkoliko da živjam. Koliko je čovjek od brzoplet, a pogotovo svega i ona. Jedan drug prorok u Stari Zavjet, isto tako gi kaže ove zborovi, posakal da umre. To je prorok od Ilije. Sekavate koga je Zavelja ispratila telegrama do site vojnici, do seta vojska da go fatat posekao je cena Ilija, a to je slušnal za ta zapoved i otišao gore u pešterat, se sokril i posakal da umre. Veli, podobro mi da umrem. I Bog napravi na Jona, i Bog opraša na Jona, lutiš li se so pravo zaradi tikvata? A to je odgovori, so pravo se lutam duri do smrti. Gledajte koliko otišao daleko. Gospodno reče, tebi ti je žal za tikvata okolo koja ne se ni trudeše, ni to napravi da izraste, tuko vojedna nog nikna i vojedna nog se isuši. A mene da ne mi je žal za Ninevija, golem grad u kogu ima poveke od 120.000 luge, koji ne zna da je razlikova desnata raka od levata i pokritoa i mnogo životni. Eve, poraka do nas, da ne se lutime na Gospoda. Gospod ima najdobar plan, najdobro scenarijo za sekoj čovjek, no naše da mu verujemo na Gospoda. I Jona ne bi ga naučil ove lekcije da bil poslušen od početka. Ne bi doživel ni utrobata na ribata, ne bi doživel ni ova gnjavaže, što se veli, ova nervoza na žeskoto palestinsko sonce, tuku bi njegovio život odel po jedan drug pravec. No kako je da je lekcijata i Jone je naučil. Toliko za Jona, počnemo gledati, odeme sega povtorno su pesna. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, ozdravi dušu moju, reci jednu riječ, oslobodi me. Samo reci riječ, obnovi moju vjeru, reci jednu riječ da vjerom taknem te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju, moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, ozdravi dušu moju, reci jednu riječ, oslobodi me. Samo reci riječ, obnovi moju vjeru, reci jednu riječ da vjerom taknem te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me.
moju molitvu usliši me. Samo reci riječ, iscijeli srce moje, reci jednu riječ da procvjeta. Samo reci riječ, otvori moje oči, reci jednu riječ da progledam. Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, iscijeli moje boli, reci jednu riječ da zapjevam. Samo reci riječ, obnovi moju ljubav, reci jednu riječ, ja ljubim te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Evo je povtorno v programa uživo. Počnemo gledajući, ja sledite utrinskата programa na radio Glasna Nadešta. Adventističko radio što emitova svojeta programa sekoj den od ponedeljnik do petog v 8 časov i 30 minuti. Sleduje rubrikata da ja zapoznajem našta zemlja, našta Republika Makedonija. Danes kak je kažeme nešto za selo to Kučkovo. Sigurno se slušnale, za to selo je golemo, prilično golemo selo, se nalogja vo severnio del na Skopskata kotlina na potegot pomegio rekite Vardar i Lepenec, a vo prigradska zona na opština Gjorče Petrov. Selo to je Ritsko na nadmorska visina od 560 metri. Selo to se nalogja na 15 km severistočno od gradot Skopje. Ataro te sreden pogolemina i zafakja površina od 23,6 km kvadratni. Na njego prevladuvat pasišta na površina od 1276 hektari. Na obrabotljivo to zemljište otpagjat 686 hektari, a na šumite 336 hektari. Spored monografijata na Marko Kitevski, selo to Kučkovo prv se spomenuva vo gramota na carot Mihael IX paleolog za manastirot Sveti Nikita od 1399. godina, vo koje pišuva deka kralot Uroš mogi potvrdil na manastirot i motite među koji selo to Dolno Kučkovo. Za selo to pišoval i Jordan Hadži Konstantinov Džinot, uveden dopis objavljen vo Carigradski vesnik od 1855. godina. Navedovajke deka po doaganjeto na Osmanlijite severnio del na Skopje ostanal bez Slavjani i ne imalo koji da ora i da se i da je se zemljata. Na nekoj razumniji ovdje veli Sinej paša, znači nosel hristijani od drugih mjesta, majka mu bila od Skopje, jednostavno se naseluvale, znači žitelji od drugih sela, za da može, kako što veli ovoj paša, da ga obrabotuvat zemljata. Spored podotocite na Vasil Krnčov, od 1900. godina vo selo to Kučkovo imalo 467 žitelji, od koji 460 Makedonci, Hristijani i 7 Romi.
po podatocite na sekretarotna bugarskata izarhija Dimitar Mišev vo 1905 godina vo Kučkovo imalo 720 žitelji. Kučkovo bilo golemo selo, no za značitelna emigracija na naselenijeto preminalo vo malo selo. Taka seloto vo 1961 godina imalo 1220 žitelji, od koji 1211 bili Makedonci. Spored popisu to 2002 godina vo seloto Kučkovo imalo 138 žitelji, od koji 122 Makedonci, 15 Romi i 1 Srbin. Gledajte kakva migracija, kakvu mi na to imalo pogolem broj na žitelji. Ovdje imam godina od 48. do 1336, u 1950 godina Kučkovo imalo 1394 žitelji, jedna ubava naselba, a gledajte svega 2002 godina samo 138 žitelja. Svega od posljednji od popis može biti ta brojka je ušte postrašna. Navistina našte sela si seluvat, počnu gledaći odadvu migracija v stranstvo ili gdje naseluvat gradovite, tako da gdje napuštat svojite rodni ogništa. Kako je da je, ako imate možnost, preko Volkovo, gdje se upatite nagore prema Kučkovo, jedna ubava naselba, čist vozduh, planina ima tamo, znači u blizina, golim rit, kaj što je postavljen golim krst i od tamo može da gledate kako nadlanka Seta Skopska opština. Evo toliko za Kučkovo, interesno ubava naselba, znači nekada, rekov me, ne je mnogo daleko, 15 km od centra na Skopje. Odeme ponatamo da kažeme za zdravata hrana, nešto ke vi prenesam informaciji za zelkata. Dragocena namirnica za pobras metabolizam. Zelkata je podobrova digestijata, prvenstveno vlije od nastinka i kašlica, sadrži i klorofil koji se smeta za rastitelen hemoglobin, pa može da se kaže deka seko izjedena porcija zelka ki vi pomogne da go zaštitite organizmot od poveke bolesti kako zapek, debelina i taka natamo. Gotvena ili sveža zelkata se nalaže mnogo često na našite trpezi, a ono što je važno je deka izobilova so hranljivi i lekoviti sostojki. Zelkata je bogata so celuloza koja go podobrova varenjeto na hranata delova na povolno za lečuvanje na rani, pomaga vo sprečuvanje na kašlicata i na stinkite. Zelkata je dragocena namirnica koja sadrži tertonska kiselina koja go usporova pretvaranjeto na šekerite i ostanatite jagljeni hidrati vo masti. To je pravi zelkata poželjna na listata na namirnici za namaluvanje na telesnata težina. Znači zelkata je koristat mnogo od ženski odpol koga saka da ima dobar struk ili da namalat od svojeta kilaža. Bilo da je slatka, odnosno sveža zelka ili kisela, rasol, u svakoj slučaju je značajan lek protiv hroničen zatvor, zapek, a kvaliteten rasol isto tako odličan lek protiv mamurlukot. Zelkata ima mala energetska vrednost i to samo 25 kaloriji na 100 grama. Bogata je so hranljivim materiji, biološki vredni materiji, kako što se hidrosolubilnite vitamini, vitamin rastvorljivo voda A, D, E i K, pri što je so 100 grama izjedena zelka vi dobivate 50 mg vitamin C, što je jednako na dnevnite potrebi za toj vitamin. Zelkata sadrži kalcijum i određen procent na železo, a hlorofilo, dvoniziniot sostav koji je poznat kako rastitelen hemoglobin je koristan pri poveke za boluvanje, vključitelno i anemija. Jedinstveno ne se preporučava zelkata da je koristat luge koji patat od zaboluvanja na želudnikot i crevata. Koga ne postoje zdravstveni prečki i kontradikciji, zelkata je preporučljiva za svakodnevna ishrana i koga redovno se zema delova kako laksativ i pridonesova za reguliranje na varenjeto vo hranata. Počnu gledači, uštedna pričina da kupite zelka i deneska, ako imate svekako možnost. Zelenite pazari se polni su zelka i proletne, ete svega ima i letne i zimska. Vo svekoj del od godinata zelkata je dostupna i zato da je koristime što poveke vo našata svakodnevna ishrana. Ode mi sega so uštedna završna pesna, potok se vratime da je prosledim i poslednata rubrika.
draga Marija, tvoj oc sine car, da li znaeše to, a tvoje čedo nosi spas za nas, to što život dobio od tebe, tebe život ti dari. Sinoć što go rodi može bura da smiri, da li znaeše, draga Marija, po voda tojke hodi, da li znaeše, deka čeko relka i angeli što odat, koga dete to ti zaspiva, vo pregratki te tvoj, lice to što ti go baknuvaš, lice to Božjo. Da li znaeše, da li znaeše, slepi gleda, gluvi sluša, mrtvi oživuvat, so jeden zbor toj lekuva i smrt pobedova. Da li znaeše, draga Marija, sozdatelje nase, da li znaeše, draga Marija, deka žrtvenoje jagne, da li znaeše, deka tvoj oc sin narodke vodi, deka to malo dete je veliki od Jasu. Evo je повторно во студио, почну гледачи, ја следите во живо утринската програма на Радио Гласна надежта. Следува последната рубрика, а тоа е кога зборуваме за самата археологија која потврдува денешната Библија. Го следиме животот и работата на апостол Павле, кој бил на овие простори, дури во Македонија. И во Македонија била основана првата црква, односно првиот обратеник. Тоа била Лидија, првата христијанка. Апостол Павле во Филипи нашол воодушевени следбеници најнапред меѓу жените. Тоа била големата добивка за евангелизација и самото пренесување на христијанството во Македонија и во Европа. Во Филипи Лидија била првата личност која поверувала во Господа Исуса Христа и ја прифатила проповедта на апостол Павле во Дела 16 глава во 14 и 40 стих. Освен Лидија, исто така силни по вера и добри христијани од Филипи во Библијата се спомнуваат и Еводија и Синтихаја. Филипјаните 4 глава 2 стих. Со посебно признание од христијаните во Филипа, апостол Павле ги истакнува и мажите Епафродит и Климент и другите мои сотрудници, чии имења се во книгата на животот, напишал апостол Павле во Филипјаните 4 глава 3 стих. Црквата во Филипи и апостол Павле била многу при срци и посебно сакана, затоа што таа била негова прва љубов и прва рожба на европскиот континент. Први слушатели на Павловата проповед во Филипа биле жените, како што запишал апостол Лука, велејки во Дела 16:13, изборувавме на собраните жени. Тука имало и други жени, значи интересно, жените се многу на високо ниво поставени во Новиот Завет, например жената Самаријанка, Марта и Марија, Лазаровите сестри,
prvi telugi koji go posjetile grobot posle Vaskrsenija bile ženi i taka natamo. Zname deka koga Hristos umrel na krstu i pred umre se spomnova negovata majka kako žena Jovan ja preporačuva da ja čuva i da mu bide kako majka. Poznate se ženite prosvetiteljki kako i Nina od Gruzija i drugi mačenički ženi koji bile ubijene radi verata. Kako je da je apostol Pavle imal pravilno razbiranje za sposobnosti te odlikite na ženite, pa zato aktivno gi vključuva i ženite vo misionstvo to i propovedanje na evangelije to vo ranata hristijanska crkva. Priskila, isto taka vo Korint, veren braćem par, Fifa pri crkvata vo Kenhreja, Marija vo Rim, majka mu na Ruf i drugi. Znači imam cela plejada na ženi koji se spomnati vo Novi Zavjet, a bili među prviti ili prvite redovi na hristijanstvo to i na samo to evangeliziranje na naselenije to. Kuketana Lidija stanala prva crkva ili prv hram vo Makedonija bi rekle. Tuka se ubiralo mnoštvo luge. Nezinata golema kukja vo Filipa postanala živjalište za apostolite, dom Božji i crkva Hristova, a ta, kako dobra majka, majčinski se grižala za apostolite i za sve ono što je bilo potrebno za mladata crkva vo Filipi. U Kuketana Lidija apostolite se srejakjavali sa ostanatite hristijeni i tuka gi polagali gjakoniti sveštenici im davali upastva kako da rakovodac od crkvite, zašto Pavle sili ostanatite odele na drugi mjesta i go širile evangelije to. Apostol Luka ostanul Filipa da je nadgledova novoformiranata crkva prvo Makedonija i vo Evropa. Znači, nemo gradot Filipi mu bila roden kraj, a Makedonija negovata stara tatkovina, od kada što negovite roditelji se preselili u Azija, se odnesu za roditelite na apostol Luka. Evo počnu gledajući, to se dokazi koji deneska arheologija gi potvrdova deka ovi gradovi postojele i se pronajdeni, znači, pišeni dokumenti za živototje rabotata na apostol Pavle na ovije krajevi. Vzájemnata ljubav bila delotvorna i trajna. Filipijanite, kako vistinski duhovni čeda mu davale na apostol moralna i materijalna pomoć. Dodeka bil vo Solun, vo Korint, jedna žvorim, a to im vozvrakel so duhovni darovi griža i sovjeti od poslanijata. Znači, Makedoncite u to vreme bili mnogo darežljivi, iako siromašni, no im pomagale na one koji bili ušte posiromašni od njih. Eve, tu kak je zastaneme, ki продолжime vo naredne te emisiji i ki go sledime životot, ki sledime negovata pateka na dviženje, ki dojde vo Solun i tuka Pavle ki propoveda. Počnemo gledajući poleka dojdovme do kraja i nova naša denešna utrinska programa. Pisakal da im čestitam rodenden na site one koji deneska go prosluvat svoj rodenden, da im posakam Božji blagoslov, vodstvo i uspeh v životu. A na site vas imajte ubav i blagosloven den. Pisakal da spomnam počtovni gledajući, bidjeki evo šte 3 dana ne dela to do ovaj mesec, kje dojde 1. juli, znači vreme za odmori, juli-avgust. Za vremena mesec od juli ki imamo jedna nova šema na naša utrinska programa. Znači, povtorno ki se družime do kraja na juli, no ki bide drug koncept, zato sledite i ponatamo našta emisija sekoj ponedeljnik do 5 v 8 časov i 30 minuti. Da je vidimo sega nova ta reklama koja je sledova, znači emisijata od 3. odnosno 4. juli so nova šema. Od mene toliko, do vidovanja. Почитувани гледачи, ве покануваме да ја следите новата емисија Библијата зборува со теолог Томе Трајков на радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ве очекуваме.